Добар ден, почитувани, следите најновата Телма амбуланта. Секој домаќинство има домашна аптека. Колку е важно да се внимава на рокот на траење на лековите, како правилно да се чуваат и колку време може да се употребуваат по нивното отворање. Дали лекот што стоел на топло место или му истекува рокот за некој ден и понатаму е безбеден? И што се случува со лековите со поминат рок? Дали е прифатливо да завршат во корпа за отпадоци или постои правилен начин за нивно уништување? За одговорното користење и отстранување на лековите, но и за предизвиците со фармацевскиот отпад кај нас, разговараме со Марија Петреска, магистар по фармација и управител со отпад. Останете на Телма, а секако и вклучете се со ваши прашања во програма. За лековите со поминат рок на траење денеска разговараме со Марија Петреска, магистар по фармација и управител со отпад. Марија, добар ден и добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, добро најдов. Како се определува рокот на траење на лековите? Од што зависи колку одреден лек ќе може да се употребува? Така, рокот на лековите е временски интервал во кој што самиот производител гарантира за ефикасноста, стабилноста, безбедноста на лекот, како и неговата микробиолошка чистота. Тој се определува со разни методи, меѓу кои забрзано старење, односно се забрзува времето и на тој начин се добива точна проценка на тој временски интервал во кој што пациентите би можеле безбедно да го употребуваат тој лек. Што тоа значи дека рокот на траење всушност е датумот до кој што тој лек е безбеден и нема да биде штетен и ќе биде ефикасен при тоа? Така, да. Се губи ефикасноста по тоа? После истекот на рокот, да, значи самиот производител не може да гарантира во однос на ефикасноста. Дали сите лекови со поминат рок носат ист ризик доколку ги користиме? Не. Најголем ризик носат лековите кои што се најчесто во течна форма, капките за очи, мастите, значи по нивното отварање, инсулините, нитроглицеринот, биолошките лекови, значи сето тоа мора да се внимава и дополнително да се прочита на самото означување од страна на производителот, значи колкав рок има откако ќе се отвори. Значи некои лекови, кај некои лекови не важи рокот кој што е втиснат на амбалажата по нивното отварање. Затоа мора да се чува, значи оригиналното пакување на кое што стои начинот на чување, рокот, серијата и така натаму. Обично колку време по отворањето, да речеме, на капките за очи можеме да ги употребуваме или доколку имаме антибиотик кој што е растворен во форма на сируп? Така, значи како што кажав, самиот производител има наведено на своето пакување или во нема универзално правило, значи. Нема универзално, меѓутоа ете инсулините се најмногу 28 дена, значи ризично е дури да се употребуваат по истекот на тие 28 дена откако ќе се утворат и почнат со употреба. Капките за очи се најчесто 3 до 4 недели, значи сега имаме и нови технолошки производства, пакувања кои што гарантираат малку и подолг рок, тоа е најчесто до 6 месеци, меѓутоа повторно апелирам да се чита самото упатство од страна на производителот. Ги читаат пациентите упатствата? Па имаме искуство каде што навистина ги читаат. Значи знаат да не се јават, ама јас прочитав, не смеам ова да го пијам, па после да објаснуваме нели во кој случај треба да се внимава. Мислам дека ги читаат. Сега доколку има ли лекови кои што откако ќе се отворат и откако ќе помине рокот на употреба кој што е наведен во упатството, никако не смеат да се земат? Значи има ли лекови со огромен ризик? Има, како што наведов, тоа се инсулините, биолошките лекови, сирупите кои што се растворени непосредно пред употреба, затоа и те во такво пакување доаѓа, значи како прашкаста супстанца која што е постабилна да се чува подолго време, нели во самите магазини или пак во аптеките, се растворуваат непосредно пред употреба, имаат рок од 7 до 14 дена по нивното растварање. Така да многу е ризично во однос на микробиолошка контаминација, во однос на распаѓање на лекот, во однос на создавање нус производи кои што може да имаат дури поштетен ефект. Затоа мора да се внимава, значи на кој начин се чуваат, да се почитува упатството од страна на производителот и од страна на фармацевтите при издавање на лековите. А дали е безбедно да се
земаат лековите доколку има само уште неколку дена до нивниот истек. Да. До истекот на рокот. Безбедно е во случај да се чувани, како што препорачува производителот и како што е кажано нели во самата аптека, доколку не се чувани на влажно место, директно изложени на сончева светлина, значи ако се е како што треба по пропис и ако се уште рокот нели не е поминат. Дури не мора да значи дека рокот на траење е точно тој датум кој што е наведен. Значи до тогаш е направено испитувањето. Може нели да се пролонгира кај некои лекови, кажавме нели кај кои не може да се ризикува, меѓутоа кај некои лекови може да се пролонгира еден извесен краток период. Што тоа значи колку краток? Па неколку недели да речеме. А што е со витамините, со минералите? Тоа се супстанции кои што многу лесно се разградуваат. Значи, сепак по истекот на рокот, тука можеме да кажеме дека нема да има ефикасност. Нема да ја имаме конкретната супстанција која што сакаме да ја примеме. Какво е вашето искуство во домаќинствата? На кој начин обично се чуваат лековите во домашната аптека? Значи има пациенти кои што се доволно свесни, прашуваат, добиваат нели сознание од нас фармацевтите пред се. И ги чуваат соодветно лековите, но најчесто се греши ги чуваат во бањата, во купатило и во фрижидер. Значи лековите не треба да се чуваат на влажно место во никој случај, особено во фрижидер, освен ако не е така наведено на самото пакување. Че таму се стои дали да се чува на температура од 2 до 4 или до 2 до 8 степени, значи тогаш да во фрижидер. Меѓутоа, ако лекот треба да се чува на собна температура, да се избегнува влажно место и да се чува на темно место, тогаш така треба да се чува. Доколку е наведено се чува на темно и суво место. Да. Кој дел од домот е најсоодветен за складирање на лековите? Па да речеме тоа може да биде спалната соба, каде што ќе бидат подигнати и заштитени на некое повисоко место надвор од дофат од миленици, од деца, од лица кои што нели може погрешка несоодветно да употребат некој лек. Таму немаме нели осцилации на температура, немаме осцилации на влажноста, така да треба да се избегнуваат пред се бањата и кујната. Кујната. А обично е таму домашната аптека. Да, да. Доколку некој инсистира да бидат сместени во кујната, има ли некој дел од кујната што би бил безбеден за складирање на лекови? Ако знаеме дека таму немаме значи испарување при самиот процес на готвење. Значи да не во близина на шпоредот. Така, да, ако немаме изложување на висока температура. Или во близина на фрижидерот, дека тој загрева. Исто, да. Значи пак ако не е покрај некои апарати кои што даваат дополнителна температура, за да не се пореметени или онаа температура која што ја бара самиот производител, односно собната 25 степени. Секогаш лекот треба да биде во сопственото пакување, во амбалажата да се чува. Така. Да. Зошто е тоа важно? Многу е важно, значи пред се затоа што на самото пакување имаме кратки инструкции, самата серија наведена таму, често пати знае да се случи, значи дури кога е во продажба одредена серија, значи некои пациенти ја имаат таа серија дома, да се случи да самиот производител при одредена контрола да увиди дека нешто недостасува во таа серија и веднаш повикува на повлекување на тие лекови. Тогаш само така на тој начин ќе можеме да провериме дали ние ја имаме таа серија дома. Тоа е ставено и означено на самото пакување. Рокот на траење е таму, упатството е таму, така да оригиналното име и јачина на лекот се таму. Многу се мали шансите тогаш да сгрешиме, да земеме друг лек кој што е сличен или по форма. Сепак нашата препорака е да останат во своето оригинално пакување. Особено и оние кои што се спакувани, да речеме, фотосензитивни лекови, кои што се чувствителни на светлина, те се спакувани во посебни контейнерчиња, значи затемнети стакленца, затемнети ампули, затемнети блистери, значи не тоа е за џабе или не е естетска причина, туку е практична, да. Што доколку лекот само еднаш бил изложен на висока температура или пак директно на сончева светлина? Име се случува да патуваме на одмор. Колата се вжештува, автомобилот станува врел. Аптеката патувачка е спакувана во некој НССР во багажникот.
Се губи ли ефикасноста на лековите? Да, се губи. Нашата препорака е, особено како фармацевти, значи кои што се најдостапни здравствени работници за пациентите, пред да тргнат на одмор или се пакуваат и домашна аптека, и секогаш препорачуваме во багажник и напред никако да се чуваат, значи на шал таблата да не се чуваат лековите. Тоа да биде внатре во кабината, во посебна турбичка која што ќе биде заштитена од температурните разлики, доколку е тоа возможно. Сепак ние во самата кабина одржуваме температура која што е пријатна и за нас, така да би била соодветна и за лековите. Оние лекови кои што мора да се чуваат во фрижидер, значи постојат транспортни малечки фрижидерчиња, треба така да се транспортираат, значи да не бидат изложени. Дури краткотрајното изложување кај нив значи губење на ефикасноста на лекот. Значи дури еднократно изложување? Да. Значи лекот е ладен ланец, ние така го викаме тој лек кој што треба да биде во фрижидер. За него имаме следливост дури при самиот транспорт на каква температура се транспортира. Значи, се додека дојде кај пациентот, а пациентот мора да знае, тие информации ги добива од нас, фармацевтите ги добиваат самото опатство од производителот, лекарот додека го препишува или доколку има можност да му посочи, и тогаш веќе имаме поинаква организација, значи и мора да сме одговорни за лековите. Има ли некои видливи знаци дека лекот се расипал? Никогаш да, никогаш не. Значи, највидливи се знаците кај течните форми. Тогаш знае да дојде до некоја кристализација, до таложење, заматување, дури и веќе таблетите, одредени капсули, значи може да дојде до промена на бојата, појавување на некои дамки, меѓутоа не секогаш значи дека ако однадвор изгледа добро, а рокот е поминат, дека е безбедно да го земеме лекот. Никогаш не можеме да видиме. Едноставно само една активна субстанција или пак помошните субстанции преминува поради самото време, изложеноста или на надворишните услови, преминува во друга која што може за жал да биде поштетна. Затоа мора да се почитува рокот, мора да се почитува начинот на чување. Што толку да речеме амбалажата во која што се чуваат капсулите? Оние лентички, е оштетена на некое место, има некое дупче, кај јапчето што сакаме да го испиеме. Дали е тоа проблем? Затоа што не можеме веднаш да знаеме или какви промени настанале, значи постои ризик. Препораката е да не се зема тоа апче, затоа што не знаеме колку време било изложено на воздух, на влага. Сите тие се услови кои што се погодни за менување на активноста на субстанцата. Значи, чувањето, начинот на чување е исклучително важен кога станува збор за безбедноста на лековите. Што говори вашето искуство? Колку често луѓето во своите домови имаат лекови со поминат рок? Некогаш седнуваме да средиме и наоѓаме на вистина доста лекови. Значи, откако почнав да се ангажирам како управител со отпад, конкретно на оваа тема, и откако почнав да укажувам на проблематиката која што сакаме да ја решиме, видовме дека доста луѓе, и тоа од оној круг нели каде што се наши соработници, наши колеги велат, па јас имам дома 2-3 фиоки. Значи, имаме по неколку кутии. И од оние пациенти кои што сакаат на соодветен начин, значи да го отстранат овој отпад, кога не носат доста голема количина. Значи имаме. Се чуваат за секој случај, понекогаш и често не сакаат да го фрлат во обичниот отпад, не знаат што да направат и ги чуваат. Ќе проговориме детално за тоа, само кажете ми што обично чуваат луѓето во домашната аптека? Што говори вашето искуство? Најчесто се тоа лекови против болка, против температура, за жал и антибиотици се чуваат. Значи, дали тоа било започната терапија, па прекината терапија од одредени причини, се чува за секој случај, за не дај Боже, тоа не е исправно. Во ред, нели, да имаме аналгетици, антипиретици, да имаме препарати за прва помош, меѓутоа тоа се и сами по себе се не толку штетни доколку нели се употребат. Меѓутоа треба внимателно секако и со нив. Така, сите речиси имаат во домовите антибиотици кои што им останале. Понекога се дават и во хартиено кесенце. Дали тоа може да се чува? Не. Не? Не. Значи, сепак тоа не е оригинално пакување. Ако видите, оние антибиотици многу малку се сега што се бројат на парче. Дури имаме и антибиотска резистентност на тој антибиотик конкретно, значи која што е докажана.
затоа што долго време се потребуваше. Кога ќе видиме оригиналното пакување е темно шише. Значи, што би направила хартијата, која што дополнително абсорбира и влагата, нели? Обично се бројат точно на број. Ако лекарот припише 5 дена, 7 дена, 10 дена, толку јапчиња даваме. За толку краток период може да се чуваат така, но да ги чуваме дома за не дај Боже, не е соодветно. Ќе ги вклучиме и гледачите. Почитувани од тој момент, емисијата е контактна, слободно можете да поставите прашања кои што се однесува на денешната тема. Дали лековите што се во нашиот дом со поминат рок, можеме да ги фрлиме во корпата за отпадоци, да ги фрлиме во ѓубре, или да ги фрлиме во тоалетот, ако е сируп, да го истуриме во мијалникот? Никако. Зошто? Затоа што лековите се медицински отпад, а медицинскиот отпад е опасен отпад. Значи, постои закон кај нас кој што вели дека лековите не смеат да се фрлаат во обичен отпад, туку се враќаат во аптека. Во аптека? Да. Но искуството што говори? Враќа ли некој во аптека лекови? И дали се воопшто луѓето информирани дека треба да ги вратат лековите со поминат рок во аптека? За жал не. Значи, многу е мал бројот на граѓани кои што се свесни и прашуваат што да направат со тие лекови. За жал се фрлаат несоодветно, или пак ете како што кажав и претходно, се чуваат дома затоа што не знаат што да направат. Не се информирани од причина што кај нас во Македонија недостасува еден систем, една инфраструктура која што ќе ги обезбеди аптеките, ќе им укаже на граѓаните, ќе ги едуцира, ќе ги соедини сите чинители во овој процес, меѓу кои што се, нели како што спомнавме, самите граѓани, аптеките, ние фармацевтите, институциите и во принцип сите здравствени работници, како и фирмите за транспорт и уништување на отпадот. Кога од домашната аптека ќе собереме некои лекови кои што се со поминат рок, дали можеме да појдеме до најблиската аптека да ги вратиме? Или пак треба да се вратат онаму од каде што сме ги купиле? Как? Постои ли некоја правила? Не постои правила. Европските земји, нели сите развиени, добро развиени земји веќе имаат системи. За таа цел јас како управител со отпад и тим од фармацевти, фармацевски техничари и други и екипа која што си е специјална во својата област, формиравме здружение кое што се бави токму со оваа проблематика и сака да го реши баш овој проблем, справување со фармацевски отпад од домаќинства. Ние теоретски на хартија создадовме систем, создадовме насоки нормално поддржани од нашата сегашна законска регулатива, откривме каде има недостатоци во однос на регулативата, направивме неколку работни состаноци со Министерството за животна средина, со Агенцијата за лекови, Фармацевската комора, приватните аптеки, се договоривме во однос на деталите, значи како би било добро нели тоа да го направат фармацевтите кога ќе го примаат отпадот, како тоа да биде транспарентно и така натаму. Меѓутоа, се уште ни недостасува слухот на сите чинители, значи не секој е заинтересиран. Сега за сега, Сдруженијето работи на принцип, граѓаните го контактираат само Сдруженијето, па Сдруженијето им кажува која аптека би сакала да го прими лекот. Не можам да апелирам да го прими секоја аптека, од причина што сепак е тоа опасен отпад. Значи, не секој вработен во аптеката знае и како треба да го складира, да го чува еден одреден период, додека еве барем ние како здружение го превземеме. Контактираме ние лично со аптеките, наоѓаме, потоа му даваме повратна информација на граѓанинот, значи каде најблиску каде што живее може да го однесе, се уште така функционираме на добра волја. Така на добра волја, а веќе тоа е и комплицирано, доколку треба да се отиде конкретно во одредена аптека да се врати лекот. Очигледно во комуналниот отпад најчесто завршуваат лековите. За жал, значи овде е домино ефект, нели, ако едно нешто се започне и се постави како инфраструктура, тогаш ќе почнат и другите работи и куцки да се редат. Нели, за почеток ни се потребни аптеки кои што ќе сакаат да постават кај себе специјални контейнери кои што Сдруженијето најде фирма, ги дизајнираше согласно законите, согласно барањата на Министерството за животна средина, значи сето тоа е веќе готово, само чекаме нели поддршка од сите тие инволвирани страни за да може да започне тој процес.
Значи, лековите со поминат рок, потоа не може да се чуваат во кутија или пак во фиока, туку во специјални контенери. Точно. Се до нивното уништување. Сега вие предлагате кога пациентите при издавањето на лекот на пациентот во аптека да му се даде некаков формулар. Како го замислувате целиот тој процес, еве? Тоа е затоа што јас толку многу сакам да бидам детална, нели, и предлогот на самото одружение беше така за да имаме транспарентност. Граѓанинот кој што е толку свесен и сака да го фрли соодветно својот лек, секако дека сака да знае и каде завршил и како е уништен. Меѓутоа, во оние работни состаноци кои што ги имавме, видовме дека тоа ќе бара многу време, многу нели, и за самиот пациент и за самиот вработен во аптеката. Така да сватевме дека доволно ќе биде мерењето на количината која што секако и законски е потребна, нели, при превземање на овој вид на отпад, да се измери количината и тука како благодарност и та начин да се подобри довербата од страна на граѓаните што би ја имале кон нас, би била транспарентноста. Значи, јасно би се укажале бројките, каде тој отпад завршил, како се уништил, која е количината, од какви лекови сме се спасиле ние како граѓани и самата животна средина. Има ли интерес од страна на граѓаните да ги вратат лековите со поминат рок во аптеките? Ме радува што има, особено кога сме вака едни периодично, нели, активни. Не можеме да бидеме толку активни затоа што ако, нели, ние кажеме и почнеме да едуцираме, ќе не идеме на една пречка, ама види ти ни кажа, а ние немаме каде да ги вратиме. Затоа што аптеките немаат, нели, соодветна инфраструктура и едукација. И затоа некако, нели, чекаме, за жал чекаме совесниот граѓанин да не контактира и ние понатаму да му дадеме насоки. Како ова сето функционира во зимите каде што е законски решено? Дали секоја аптека ги прима лековите кои што се со поминат рок? Да. Секаде, значи, во добро развиените земји има систем, законски систем кој што точно се знае граѓаните што управат, каде ги носат лековите, што добиваат после тоа. Дури некаде во некои земји надвор стојат контейнерите и никој не ги чепка. Кај нас тоа не би било случај, значи секако ќе бидат заштитени и ќе ги управуваат, значи, исклучиво едуцирани, ќе го управува исклучиво едуцираниот кадар во самата аптека. Меѓутоа, тоа е се додека не се развие свесноста на едно добро ниво, задоволително ниво. Има систем, точно се знае, има истражувања кои земји имаат најдобар резултат, нели, не само во однос на количината на собран отпад, туку економската оправданост, чи финансиски терета за тоа што, нели, екологијата е скапа работа, така барем мене ми кажа. И таму имаме најдобар резултат. Ќе ги вклучиме гледачите со прашања. Добар ден. Ало, добар ден, Телма амбуланта. Така, токму таму сте, повелете. Многу ви благодарам, поздрав до вас као водителка и до вашата гостинка. Благодарам. Конечно време беше оваква една тема да се отвори, пошто еве лично јас пред 2 години си најдов така некои терапии, акчења, едно, друго, трето и верувате, не знаев што да им правам, зема пакета и ги фрлив по контейнер. Така. Значи, сепак, треба да се едуцира граѓанинот или лично еве и јас. Сега, ја слушам вашата гостинка, ја пратам со задоволство и со голем интерес, за да знам хлебниот пат да не се фрли тоа во контейнер. Меѓутоа, што вели, треба и да се знае кои аптеки ќе се соодветни за такво нешто со дотраен рок. Прашање имам до вашата гостинка, што, например, еве, одиме на одмор, ќе ги зимаме терапиите, поминуваат 10-12 дена, тие сега не знаеш дали ќе бидат тие во ладилник или не, назад кога ќе ги вратиш, дали тие веќе имаат некоја функција или веќе тие не се за употреба. Така. Фала ви, многу Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Така. Пред се благодарам многу. Драго ми е што и допираме до одредени граѓани кои што не знаеле, сега знаат. Тоа е, нели, наш голем успех. Во однос на транспортот, она што го кажавме и претходно, значи дури кога одиме на одмор, кога патуваме дури краткотрајно,
Убаво е да имаме одредена кутија или пак турбичка која што ја задржува температурата, односно турбички како фрижидерчи, нешто се, но што ја задржуваат всушност температурата, да. што се обложени. Обложени што се, страна, баш така. Значи дополнително нели ако станува збор за лекој што треба се чува во фрижидер, амонијаци кои што се замрзнати за да одржуваат температурата пониско, повторно ќе кажам, краткотрајно во такви услови, значи не се губи ефикасноста, не се губи стабилноста. Но да биде со нас во кабината во автомобилот или автобусот или авионот. Да не биде тоа некаде во багажник, каде што температурите ќе бидат многу повисоки. Но некогаш и во просториите во кои што престојуваме, знае температурата да биде висока. Дали тоа влијае на квалитетот и неефикасноста на лекот? Може ли високите летни температури да придонесат да се расипе лекот доколку просторијата не е климатизирана? Ако не е климатизирана, тоа е повторно собна температура. Сега да речеме нека граница од 5 до 10 степени плюс од препораката не е голема одстапка. И тоа е краткотраен период, нели самите флуктуации во времето сега се намалува, во секоја просторија се намалува секако температурата. Тоа не е ризично, тоа не ја губи стабилноста. Онаму каде што имаме ризик, нели самиот производител кажавме наведува, се чуваат во фрижидер, таму имаме константна температура. Така, затоа е важно да се чита всушност упатството внимателно. Да. Некој, како што споменавте, детално ќе го прочита, некои не го ни отвараат. Така. Но секогаш треба да се прочита начинот на чување или пак да се консултираат со фармацевтот кој што го издава лекот, а оние кои што се заинтересирани каде кај нас може да го остават лекот со поминат рок во аптека, може да се јават претпоставам во здруженијето. Кај вас да добијат информации? Да. Значи здруженијето се вика Еколек иницијатива, постоиме на социјалните медиуми. Може таму значи да не најдат на Инстаграм, Фејсбук, да ни пишат, ќе одговориме веднаш, ќе најдеме начин, ќе најдеме решение. Затоа и постоиме како здружение, затоа што бараме решение онаму каде што нема, каде што има проблем, а никој не сака да го побара решението. Какви последици може да има по здравјето на животната средина фармацевскиот отпад кој што ќе заврши во комуналниот отпад? Изненадувачки многу големо. Значи, секој ќе рече за моите 5 апчиња ќе направат разлика. Да, ќе направат разлика затоа што ако видиме дека секое домаќинство има потреба од аптека да оди барем секој втор ден и купува лекови, тоа значи дека се зголемува количината на лекови кои што веќе имаме дома и на кои што ќе одмине рокот. Антибиотиците, хормоните, кортикостероидните лекови, лековите за болка, статините, тоа се лекови кои што невролошките лекови. Тоа се лекови кои што се употребуваат во многу голем број. Значи имаме бројка во колкав број се препишуваат во Македонија. И не секогаш се допиваат, не секогаш се доискористуваат. Им поминува рокот. Значи, доколку завршат во животната средина, пред се влијаат на нашето здравје. Значи, ги загадуваме водата и почвата која што ни ја дава храната. Тоа е повторно нешто што се враќа кај нас. Ги изложуваме на ризик животните кои што се надвор. Исто така луѓето кои што нели за жал ги има кај нас и ете чепкаат по тој отпад. Ги изложуваме на ризик водните системи, значи докажано е со студии дека веќе влијае врз плодноста на рибите, значи концентрацијата на хормони во водите. Тоа доаѓа од лековите. Кога ќе се собереме сите домаќинства што ги имаме тие лекови, тоа е многу огромна количина на лекови. Така да и моите 5 таблети секако дека ќе направат голема промена ако ги фрлиме соодветно. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ден. Повелете. Поздрав до вашата емисија и до гостинката. Сакам да прашам нешто. Значи имам астма и редовно се вклучувам во акциите на садење, чистење на околината и се трудам искрено да воздухот биде почист и за нас и за децата за во иднина. Чувам лекови кои лани, например, ги земавме за одмор, не ги искористивме за среќа, но им пројде рокот. Исто така имам и ампули кои ги користев за болки во кичмата, значи инекции како инекции ги примав, пројде ни ми рокот и на нив. Конкретно, ако може гостинката да ме упати, каде би можела да ги донесам, затоа што на вистина сакам да бидат складирани и одложени на конкретно на некое безбедно место, а не да ги фрлам по контейнерите. А ги чувам веќе долго, скоро 1 година. Така.
Да, ви благодарам. Ви благодарам и вам за вклучувањето во денешната емисија. Сите велиме среќани ги употребивме. Супер што им помина рокот, но каде потоа како да се обратат до вас? Да. Споменавме пред малку, не ве може повторите на... Значи повторно ќе кажам на социјалните профили на Еколек иницијатива. Слободно може да ни пише, ќе ја упатиме согласно местото на живење во аптека која што би била најблиску до самото место и која што ќе може да го прифати, а ние како здружение побрзо да го земеме од таму. Така, што се случува со лековите со поминат рок од болниците и здравствените установи? За нив си има посебна регулатива која што функционира. Значи, тие лекови пред се имаме одговорно лице таму во здравствените установи, во самите аптеки изминуваат рокови кои што нели биле на рафт. Така. За спремни за издавање, но ете од одредени причини им поминал рокот. Тие лекови од страна на одговорното лице се наведуваат, значи специфично по име на лек, јачина, количина, кога истекол рокот. Се бара одобрение од страна на Агенцијата за лекови за нивно уништување, по добивање на одобрението, значи лековите се транспортираат соодветно до местото на уништување и од таму се добива записник, нели, дека се соодветно уништени. Зошто за уништување на лековите се потребни многу високи температури? Затоа што тие се направени, нели, на претходната тема ако се надоврзаме, да бидат стабилни. Значи, тоа се активни супстанции кои што се стабилни, треба да издржат одредени временски и атмосферски промени. Доколку не се уништат на соодветна температура, а таа е најчесто над 1100 степени, 1100, па никогаш и повеќе, значи може да се создадат други нус производи. Значи, заради самата топлина се забрзува реакцијата, нели се создаваат нови производи кои што може да бидат уште поштетни, остануваат нели во остатокот на приспалувањето и правиме друг проблем. Што говорат вашите информации? Што е со инфраструктурата за уништување на фармацевски отпад кај нас? Дали ги исполнува стандардите? Не. Не? Не. Фармацевските производи се уништуваат во инсинератор. Значи, ние немаме инсинератор. Ние имаме печка која што согорува, мислам дека до 900 степени беше, колку што видов во документите кои што се јавно достапни, на која што исто така ни најдовме документи каде што се мерат емисиите на гасови кои што се ослободуваат. Исто така при согорување на лековите се ослободуваат доста опасни штетни гасови. И останува остаток во пепелта кој што е исто така штетен. Значи, ние не најдовме никаде јавен документ кој што кажува дека редовно се мерат емисиите на овие гасови, дека редовно се испитува содржината на пепелта, каде таа се депонира и како таа се третира. А во пепелта споменавте доколку не е доволно висока температурата, се создаваат нови штетни компоненти од самите лекови, дури и трагови од тешки метали. Што значи дека потоа треба да се менаџира и пепелта, доколку во неа има... Да. И тоа треба да се следи, бидејќи обидувајќи се да се реши еден еколошки проблем, ќе се создаде нов? Да. Значи, нашето здружение има за цел се до самото уништување на лековите да биде како што треба. И доколку се надеваме дека тоа во скоро време ќе се изреализира, доколку се изреализира како што ние го имаме замислено, овој вид на отпад не би се уништувал кај нас. Значи би се извезал надвор од нашата држава во земји каде што имаат инсинератори во центарот на главните градови, постојана контрола на емисиите на гасови, постојана контрола нели на она што останува од согорување на ваквиот отпад и дополнително се создава топлинска енергија која што домаќинствата ја користат. Што е тоа точно инсинератор? Еве да им појасниме на гледачите. Значи тоа е инсинератор е печка која што има најмалку две комори. Во првата комора значи се спалуваат самите лекови и останатиот опасен отпад, медицински отпад. Значи таму се спалува, да речеме, до неоргански соединенија, а во втората комора веќе навлегуваат на високи температури од 900 до 1100, некогаш и повеќе ако е потребно.
Во втората комора веќе навлегуваат гасовите кои што дополнително се филтрираат низ точно определени филтри и нели на самите филтри има мерни станици кои што контролираат емисија на штетни гасови. Така. Што се треба да се направи кај нас во целокупниот овој систем за управување со фармацевски отпад, за работите да се подобрат и да се ускладат со она што е, да речеме, европска практика? Или светска? Значи, ние на хартија ставивме што се треба да се направи. Практично би почнале од најосновното. Опремување на аптеките со соодветни садови и паралелно и едукација на граѓаните. Нашата визија пред се е секој граѓанин во Македонија да знае каде да го фрли лекот со поминат рок. Значи, меѓутоа и да имаме инфраструктура, да има, нели, си оди во својата аптека, таму се ги подигнува лековите, тие се грижат за неговото здравје, секако, нели, да може и таму да се ги врати. Да не биде ограничен со одредени аптеки. Ние би започнале со пилот систем кој што би опфатил неколку аптеки кои што би биле мапирани, граѓаните би имале увид, нели, каде би можеле да ги вратат овие лекови со цел да добиеме докази, бројки, факти, кои што би ги представиле пред институциите за да можеме да кажеме еве, овој систем може да функционира. Тогаш би направиле соодветни законски измени, дополни, каде што ќе се знае кој, што, која одговорност ја превзема, значи како, на кој начин, како здружение, дури и после тоа би продолжило да работиме. Ние имаме сега за сега се што сегашните закони бараат, но ни требаат уште закони. Значи дополнителни. Да. Сметате дека свесноста кај населението доволно висока за да се нафатат на овој чекор, наместо да го фрлат лекот со поминат рок во ѓубре, да појде до аптеката? Мислам дека да. Да, особено кај младите. Значи, ние направивме некоја поидовна анкета. За жал, иако се запознаени, биле излегле надвор од државата, значи имаат познаници кои што живеат во странство, точно знаат како таму функционира, но тука затоа што ги вратиле одредени аптеки или затоа што не пронашле ништо на интернет, се откажуваат од таа идеја, мора да се ослободат нели од отпад од дома и го фрлаат несоодветно. Меѓутоа, колку повеќе сме присутни вака, колку повеќе зборуваме, се повеќе се зголемува свесноста и ја откриваат граѓаните како нешто што фалело баш токму сега. Фалело многу години наназад, меѓутоа очигледно е, меѓутоа го поддржуваат. Граѓаните идат во аптека секојдневно, буквално, значи заборавиле да земат аналгин, заборавиле да земат нешто што е нели за секојдневна употреба и достапни се аптеките, тука се. Така да, ако секоја аптека може да биде собирно место за ваков отпад, тогаш не би представувало проблем за граѓаните. Споменавте дека сте направиле анкета. Да. Кои прашања беа доминантни и што покажуваат одговорите на граѓаните? Прашањата беа, значи, дали се запознаени дека лековите се опасен отпад, дали се запознаени дека постои систем, закон, кој што кажува дека треба да се вратат во аптека, дали имаат искуство некој од странство, значи, од тоите беа прашањата, до каде е свесноста, нели, до сега. Имавме и забелешка, нели, оставено да се допише и многу интересни одговори добивме таму. Кажете ни некој? Дека сакале да ги отфрлат, како што каже и гледачката што се јави. Да. Две гледачки. Да. Значи, сакале да ги исфрлат, знаеле дека не треба, значи, нели, знаеме штом е лекот создаден да делува на нас и дури и ни кажуваат да не се пијат лекови кои што не ни ги препорачал лекар. Тоа значи дека имаме опасност ако се изложиме на тој лек. Тогаш зошто да го фрлиме во обичен отпад и да ја изложиме нашата средина на такво нешто? Зошто нешто што нас не лекува да ја разболи нашата средина? Значи, тоа е оно што не води нас како здружение. Тоа се тие идеи, мисли, визии кои што сакаме нели да им ги пренесеме и на граѓаните. Лекот е нож со двеоштрици. Едно лекува, друго ќе наштети. Ако го оставиме така, значи да остане во почвата, во водата, ќе ни се врати. Ќе ни се врати, особено во голема количина кога земаме. Ние сме нација која што зема лекови. Сакам да ве прашам колку често
доаѓаат во аптека луѓето и купуваат лекови? Дали повеќе од вообичаено, што е, да речеме, во другите земји? Така. Колку пати тоа само иницијативно го прават? Самите да се лекуваат? За среќа, значи јас сум во аптекарската дејност присутна 15 на години. И за среќа, од почетокот како сум почнала да работам, а претходно било претпоставувам и полошо, до сега имаме подобрување во тој дел. И фондот за здравство, значи, помага во тој дел, ограничува начин на препишување, ограничува временски период за колку време може да се пропишат лековите. Така да сега се помалку се земаат лекови, па дури самите граѓани, леле, дај ми нешто во течна форма или директ форма, затоа што преку глава ми одапчиња. Значи се освестуваат, не сакаат да пијат многу лекови. Значи сето тоа се менува. Помалата употреба на лекови, нели, паралелно, значи и помалку создаден отпад. Тука ние како здружение и како стручни, нели, здравствени работници исто така влијаеме да не се создаде отпадот, затоа што во целата, нели, таа пирамида на прво место е да не се создаде отпадот. Значи понатаму е како со него ќе се справуваме. А да не се создаде овој отпад е што помалку да се употребува. Значи не велам онаму каде што имаме, нели, сериозни причини за да се употребуваат лекови, но да се издадат во за точен временски интервал. Ако треба 5 дена, за 5 дена да се издадат. Ако е хронична терапија, да се издаде за 1 месец, како што и почнува, нели, праксата кај нас. Сакаме да работиме како здравствени работници на превенција. Значи превенцијата најчесто е со начин на живот, промена на животен стил. Промената на животниот стил, промената на одредени навики, исхраната, некаде каде што треба и суплементација. Суплементите не спаѓаат во овој вид на опасен отпад. Треба, значи, да бидеме внимателни со нив, затоа што постојат помошни компоненти кои што можеби не така како лековите, ама секако влијаат штетно на средината. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Отворивме тема за која што вообичаено ретко размислуваме. Значи, што со лековите со поминат рок во нашите домови. Го предочивте решението, да се надеваме дека наскоро сето ова ќе профункционира. Се надеваме. А сите оние што се заинтересирани како да добијат информација во која најблиска аптека би можеле да ги остават лековите со поминат рок, да се обратат на вашите страници на социјалните мрежи. Така. Уште еднаш да ги повториме. Еколек иницијатива на Еколек. Facebook и Така. на Instagram. Да. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и вас за поканата. Почитувани, тука го закружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Благодарност до вас што и денеска бевте заедно со нас. Ви посакувам пријатен ден. Thank you.